Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесно родителство. Овај пат на тема суштината на свесниот пристап во родителствувањето и во едукацијата и образованието. Естер Монтмани од претходните видеа знаеме, доколку ги имате погледнато, дека таа представува основач на техниките на свесно родителство, истовремено и обучувач и тренер за свесниот пристап. И преку овие техники кои што се вклопуваат и влегуваат во процесот на секојдневното родителствување, им се помага на самите родители да можат да освестат, да можат да осветлат голем број на нешта кои што представуваат едно духовно разбудување кај самите родители, кај возрастните, во насока на започнување на работа на себе. Значи, преку родителствувањето, преку свесното родителствување се овозможува на родителот да стане посвесен родител. Што значи тоа? Тоа и како родителот ќе стане посвесен? Тоа подразбира родителот кога започнува свесно да родителствува со своето дете, сваќа дека треба да создава едни околности, значи да создава услови во кои што детето ќе може да да се развива во насока на негов раст и развој, значи и самото дете да стане свесно. За да можете ова нешто да го разберете на многу полесен начин, јас одлучив животот и делото на Естер да ви го долувам преку ова видео. Значи, во суштина тоа фактички ќе биде во две видеа. Во првото видео ќе ја прикажам начинот на кој што зошто Естер всушност се заинтересирала за овој пристап и за овие методи, за овие техники, зошто се заинтересирала и нејзиниот пат до започнување со нејзината работа. Пред се, Естер била воспитувана во семејство во кое што нејзиниот татко и нејзината мајка биле наставници и тие од самиот почеток, кога почнале да работат како наставници, се запознале со пристапот за свесност и решиле тоа нешто да го применуваат со одредена група на луѓе, со одредена структура на луѓе, кои што и тие биле исто така заинтересирани за свесниот пристап, правеле голем број на анализи цело време додека биле во воспитно-образовниот процес. Во тоа време развивале техники за свесен пристап и исто така, тој свесен пристап од самото раѓање на својата ќерка го применувале, така да Естер Монтман и самата кажува дека таа желба, таа пасија нејзина, тоа нејзин длабок порив, нејзина волја, длабок копнеш, на некој начин за свесниот пристап бил пренесен и предаден од страна на своите родители. И многу интересно било што нејзините родители, иако тие двајцата се занимавале со свесниот пристап, различно ја родителствувале и различно ја едуцирале. И токму поради тоа што од најмала возраст, ја имала таа среќна околност, ја имала таа прилика, би била многу љубопитна како дете, почнала да го преиспитува начинот на кој што нејзините родители ја родителствувале и ја едуцирале, затоа што и самата таа била вклучена во тој проект. И самата почнала да се преиспитува себе си што е она што и се допаѓало од начинот на кој што ја воспитувал и едуцирал нејзиниот татко. И што е она што не се допаѓало, исто така и од пристапот на нејзината мајка, што е она што и се допаѓало, што е она што не се допаѓало, и таа можела да го одбере она нешто, да им го каже што е она кое што кај неа предизвикувало раст и развој. И со текот на времето таа самата се фатила во улога да почне тој пристап да им го пренесува на животните. Најмногу на кучињата, затоа што најмногу ги сакала, меѓутоа бидејќи немала свој кучиња, таа ги воспитувала и ги тренирала, ги обучувала кучињата од соседите. После некое време, по случај, почнале да доаѓаат бездомни кучиња и секој куче кое што доаѓало во нејзиниот дом, таа го вдомувала
и свесно го тренирала, значи го обучувала. И самата, значи најчесто тоа го правела, значи секојдневно, кога одела значи во прошетка во природата, заедно со кучињата, да на различни начини, значи вршела обуки, она што го пренесувале незините родители, таа го пренесувала врз кучињата и за брзо време, значи таа имала, значи, создавала кучиња кои што биле многу свесни за незиното присуство, кое што, значи, секој незин потек, секој незино движење многу свесно го знаеле, значи со еден збор, знаеле, биле обучувани што и она, значи, што сакала и што во суштина и самата како дете, значи секој незин чекор, самите кучиња го знаеле следен чекор кој што ќе го оствари. И кога во еден момент била со кучињата, значи решила да се искачи на повеселкиот рид со нив, меѓутоа од едно мало куче кое што од неодамна дошло во незиниот дом, го прибрала и кој што немало, значи немало свој мајка и свој татко, само било, решило и тоа сакало да оди со нив, меѓутоа поради темпото на возрастните кучиња и незиното темпо кое што било доста силно, значи тие секојдневно оделе и шетале во природа, малечкото куче почнало да квичи, не можело да дојде со нив и Естер не во почетокот, значи не сакала да го земе значи не го земала во раце, затоа што не сакала да му создава зависност во смисла на тоа од самиот почеток и едноставно сакала кучето да разбере дека иако е малечко, тоа е доволно силно, доволно храбро, доволно борбено за да може да тргне со нив и да целиот тој пат да го помине со нив и дури кога се искачиле на ридот, значи тие и кучињата со неа многу верно ја чекале покрај неа, значи тие не биле обучени, значи да не му помогнат на другото куче, туку едноставно да на некој начин преку она кое што му го кажувала Естер, му го покажувала да станат мотиватори и тие за малото куче за да цело време за да дојде и да се искачи после 20 минути и со нив на ридот. После некое време, значи тој пристап почнала да го применува и врз децата со кои што играла. Значи секогаш имала голема соработка со децата, сите многу ја сакале и наставниците и децата. Секогаш се борела за сите подеднакво да бидат вклучени во активностите кои што ги правела. Ако некој немал точак, ќе одела, ќе се симнела долу кај во соседното село и колку што биле потребни точаци за сите да имаат, одела и ги земала, значи бидејќи многу ја почитувале сите без збор и ги давале точаците, ја ослужувале и сите заедно после оделе на реката, се возеле таму во ливадите, ги земале јажињата, значи Естер ги обучувала на различни игри, низ различните проекти кои што ги вршела со своите родители. И особено кога подпораснала, значи практикувала да се искачуваат на дрвата, каде што најмногу можела тогаш да си го покажи својот пристап, затоа што децата многу лесно се искачувала на дрвјата, меѓутоа проблем имале кога требало да слезат долу, да се симнат од дрвета и тогаш таа влегувала во низината вистинска улога, не им помагала, туку цело време била присутна со нив, преку комуникација, во улога на мотиватор влегувала и ги охрабрувала цело време, му викала како што успеевте да се искачите, размислете, така лесно ќе можете и да слезете. Им зборувала, значи им помагала во чекорите кои што требале да ги постигнат. Цело време ги охрабрувала да се ослободат од стравот и кога и последното дете ќе се симнало од дрвото, значи тоа било момент на огромна радост
помеѓу нив. Значи, во таквите моменти сама да признава дека заради незината младост, заради незиниот оптимизам, заради незината храброст кога била помала, таа многу повеќе била мотивирачки настроена отколку, значи, да биде посочувствителна, да им прогледа на прсти. Меѓутоа, на тој начин сватила дека децата израснале многу среќни и таа мотивираност и самите кај себе ја развиле, затоа што кога ќе се слушнела, кога ќе се видела со истите тие деца, веќе кога била и таа возрастна, и тие биле возрастни, станале родители, имале своји собствени деца, првото нешто што го забележувала кај нив биле очите, значи погледот на нивните очи кој што бил се уште толку бистар, толку чист, значи едноставно блескале во нивниот поглед, затоа што сваќала дека тој детски дух се уште живеел во нив. Значи се уште биле исполнети со таа детска радост и самите се признавале дека сега своите деца ги родителствувале со таков елан, затоа што многу длабок впечаток и трајно и позитивно влијание оставила Естер со таа нејзина мотивација кај нив во нивното детство, особено во градењето на нивниот карактер во силни личности, и тоа нешто им го пренесувале на нивните деца. Меѓутоа, додека Естер била релативно млада, заради свесниот пристап кој што и бил даден од своите родители, често пати се јавувале голем број на мисли кај неа во смисла на тоа како луѓето на најдобар начин да се поврзат едни со други, особено кога се чувствувале изгубени, особено кога се чувствувале несакани, невредни, несигурни. Значи, и кој бил вистинскиот простор кој што треба човекот еден со друг да си го даде за да може да си овозможи собствен раст и развој, значи, или да му овозможи на другиот раст и развој, затоа што често пати во својот живот и таа самата се нашла во ситуации каде што некој вршел од страна одредени притисоци, несвесно, или се чувствувала условена од голем број на моменти во комуникацијата со другите луѓе, знаела дека сето тоа било несвесно и дури и таа, значи, потпаѓала во таа условеност и несвесност многу пати во комуникација со другите луѓе. Значи, таа самата многу силно сакала да го разбере тоа нешто, да може да разбере кој е најдобриот простор за да може човекот однатре да почне да се озрева. Кој е тој простор кој што им е потребен. И така, значи, од таа мисла започнала и незиното патување во насока на раст и развој на себе и особено за развивање на свесниот пристап. Кога, значи, сватила таа која е незината вистинска пасија, во смисла, значи, да може да го промовира свесниот пристап, она што како значи, она што го правеле незините родители и од она што гледала како незините родители пристапувале кон тој пристап, таа сватила дека ќе мора да за да може да го разбере најдобро, ќе мора да патува значи, низ различни земји, низ различни континенти, за да види дали, значи, некој друг тој ист пристап кој што го има замислено и кој што го имала предадено од своите родители, дали некаде на друго место бил промовиран. Дали се работел тој пристап, значи, затоа заминала во Индија, заминала во Јужна Америка, во Европа, преку проектите кои што ги работела и таа, во насока на, значи, барање голем број на информации, истражување за она што навистина било потребно за растот и развојот, на потенцијалите кај човекот, како кореспондирале едни со други луѓето, како да се поврзат на начин кој што подразбирал задржување на автентичноста и во услови во кои што ќе нема
наметнување на стереотипност во услови кои што ќе нема влијание на условености од надворешната средина, значи кои што би подразбирале, значи наметнати од страна на веќе воспоставени знаења во едукативните и образовните системи и институции. Значи таа барала во суштина еден многу поинаков, многу поевтентичен пристап, кој што навистина се соочила со тоа дека е многу тешко да го најде. Меѓутоа, не значило тоа дека таа во основа, значи не била среќна личност, не била среќно дете, навистина била среќно дете, одлично се вклопувала во средината во која што се наоѓала, значи образованието го поминувала со одлични оценки, ги сакала децата, ги сакала наставниците и обратно. Меѓутоа, во низиното детско суштествување, во низиното детско битисување, уште многу рано, значи како дете, таа разбрала дека суштината на воспоставениот образовен систем, она што се учела во училиштето, не кореспондирало со вистината на суштината на животот. Таа како дете секое слободно време го користела да пешачи, да оди во природата, да се поврзува со природата, со точакот одела покрај реката. На повисоките планини се искачувала. И таа сваќала дека училиштето, вистинското училиште за неа всушност било поврзувањето со природата. И сватила дека тоа е она што најмногу му било потребно на децата во таа возраст. Децата да можат да ги разберат, да се поврзат со природата, да ги разберат вистинските принципи и природните законитости на животот. Наместо тие да бидат затворени по 6 сати во затворен простор во училишта, затоа што кога доаѓала дома, училишните обврски таа успевала за 2 часа да ги сработи, значи целиот училишен материјал кој што требало за наредниот ден да го сработи, ги сработувала во тоа време, додека на училиште сваќала дека морала 6 часа да седи и да молчи, затоа што тоа и го налагале наставниците, и тоа нешто ја гушело, едноставно ја ограничувала незината вистинска слобода, незините природни капацитети не можеле да се развијаат во тој затворен систем, и поради тоа таа гледала на училиштето како на еден принуден затвор, каде што децата секој ден по 6 часа ги слушаат работите кои што наставникот само им ги пренесува од книга, значи до нив. За неа најбитно било искуството кое што таа ги имала со природата, ги имала во комуникација со постарите личности, разговорите со нив. Многу често одела кај постарите луѓе во селото, на тие кои што им била потребна помош, им помагала секој пат кога била повикана. И така кога одела, значи во своето слободно време ги посетувала, им помагала во нивното домаќинство, работела во градините заедно со нив, работела во бавчите заедно со нив и особено уживала, значи во исто време и во разговорите, во комуникациите со нив, и се сеќава во моментите кога значи разговарала со нив, кога им зборувала, не дека не била несреќна. Туку таа им кажувала на возрастните дека таа кога ќе пораснела никогаш немала да им дозволи на своите деца да учат по тој воспоставен образовен систем, затоа што не сакала своите деца да бидат затворени во 6 часа во такво училиште. Сметала дека растот морал да се одвива уште од најмала возраст, најпотребен бил кога децата биле најмали, значи затоа што и самата таа го доживувала, и самата таа била воспитувана по свесен пристап и била многу понапред во однос на другите генерации, на другите деца, и во разговорите со возрастните им кажувала дека суштината за мене на животот е да ги разберам принципите на животот. Единствено тоа можам да го разберам кога ќе бидам постојано во допир со природата. Затоа што
Оно што можам надвор да го почувствувам, оно што можам надвор да го видам во комуникациите со постарите луѓе, во низ работата со нив, значи тоа е моето вистинско училиште. Наставниците таа велела дека го повторуваат она само што им било дадено во учебниците, нешто кое што не било обстаночно за нејзиниот раст и развој во тие години. Значи за децата било потребно да бидат во допир постојано со природата. И затоа таа велела, значи мене во тие години кога ми треба на вистина најголем раст и развој, јас треба да бидам во постојан допир со она кое што ми го возможува тој раст и развој, тоа е природата. И самата, значи се сеќава кога во тие разговори ги прашувала и родителите, ги прашувала повозрасните, дали на вистина сметате дека е потребно 6 часа од животот на детето да биде фокусирано на училиштето во тие години. Размислете, можеби подобро е да сме дома, значи да ги земиме книгите, самите ние да почнеме да ги читаме. И она сето што не ни е јасно, после да одиме на училиште и сето тоа да можеме да го разработиме со наставниците, затоа што на тој начин ние многу побрзо ќе покажеме заинтересираност за она што треба да се научи и треба да се предава тој ден. Кога имала 18 години Естер, таа била во состојба во која што значи се нудело од институциите едно посебно место како наставник, значи да го развива тој пристап, значи сертифицирани документи, меѓутоа значи се однапред добра заработувачка плата. Меѓутоа таа сето тоа е создало збунетост во едно време, сватила дека она што навистина го сака, всушност сакала да го продолжи делото на своите родители, онаш кое што од мала возраст била навикната да го прави и значи сето она што подразбирало, значи да го продолжи сите оние обсежни анализи кои што ги правеле нејзините родители, во она што се вложувале нејзините родители, сиот оној труд во таа група и структура на луѓе кои што го правеле, да го пренесе и понатаму, и за да може да делува на еден поширок план. Значи самата таа сакала да го расшири свесниот пристап во процесот на едукација, во процесот на родителствување кај родителите и во образовниот процес. Меѓутоа, за тоа нешто, значи, разбрала дека тоа ќе биде еден многу тежок пат за неа, затоа што не бил вообичаен тој пат, затоа што пред се сватила дека она што таа го барала било сосема различно од она што постоело во реалноста, и затоа што во самиот образовен систем таа сватила дека што постоело. Сите деца се воспитувале спрема еден пристап. Секое дете таа го разбирала на поинаков начин, го разбирала како индивидуа, кој што подразбирало, значи, поинаков пристап. За секое дете поинаков пристап било потребно, а тоа во денешните, значи во тие училишта го немало. Сите правеле исто, сите учеле исто, сите учеле со исто темпо, сите учеле на ист начин и со иста брзина, а потоа се вршеле споредби преку оценки, кое што нешто не било добра работа. Зошто? Затоа што преку тоа нешто, кога ќе почнеле да се вршат споредби, особено преку оценките, тогаш почнала да се губи својственоста кај децата. Значи, сите тие анализи кои што ги правеле нејзините родители, успеале да видат, да согледаат дека детето кога е воспитувано, кога е едуцирано во образовниот пристап, преку оценките, кога му се наметнуваат, едноставно детето тогаш почнува во тој момент да ја губи автентичноста.
Зошто? Затоа што детето голем напор вложува, значи како ја губи? Кога почнува да вложува напор за да биде исто како другите. Значи да ја постигне таа оценка која што ја бара да биде со сите петки, значи во тој напор да ги постигне тие вреднувани оценки, тогаш детето почнува да ја губи својата автентичност. Зошто? Затоа што секое дете има различни капацитети, затоа што секое дете е посебна индивидуа. И детето, значи, не може во тој напор, значи се губи самото себе си и почнува да се оддалечува својата автентичност, почнува да се оддалечува од она што е. Нема можност детето да се осознае себе си. Нема можност детето да види кои се неговите вистински капацитети. Значи, она не може да види која е неговата вистинска цел, како да се насочува, што е она што му е потребно да се охрабри, за да ја задржи својата автентичност. И детето почнува, значи, да се губи во стереотипноста, во стереотипноста на тој образовен систем. И што значи тоа? Тоа значи дека кога детето не може да ги постигне и да ги постигне тие резултати кои што бара да бидат постигнати, затоа што се бара од детето тоа да биде исто како и останатите, да се вклопи, значи, како останатите, се јавува одредена фрустрираност, се јавува одредена нервоза кај детето. А од друга страна, пак се јавува и уште една поголема нервоза. Зошто? Затоа што подсвесно детето бара да си биде автентично. Значи, затоа што подсвесно детето не може да се поврзе со својата суштественост. И токму поради тоа се јавува една голема фрустрација кај децата. Ништо кое што децата не можат да се поврзат со себе. Значи, тие излегуваат од својата стабилност, од својата центрираност. Кога детето не е автентично, значи тоа се поместува од она што е, од својата суштина. И влегува во тоа што се нарекува стереотипност. И токму поради тоа, ова е причината заради која што Естер излегла од комфорниот пат. Значи, тргнала по својот собствен пат. Одбила да образува, одбила да воспитува по стандардниот, традиционален начин и меѓутоа решила да остане во системот и самата да се испори за тој свесен пристап во рамките на системот. Самата да се обиди колку ќе може да го постигне тоа нешто. И сватила дека тој пат е многу трновит, сватила дека е многу тежок пат, меѓутоа незината пасија, незината љубов не го поместиле тоа нешто и самата рекла, значи, тој е патот по кој што јас ќе одам, иако ќе бидам често пати отфрлана, иако моите идеи ќе бидат неразбрани, иако често пати нема да бидам ценета, таа сепак рекла дека тој е патот по кој што ќе чекорам и решена сум да го поставам како нов пристап. Меѓутоа, бидејќи била свесно воспитувана уште од најмала возраст, сватила дека по тој пат единствено ќе можела да зачекори и да оди прво доколку не ги надмине, значи не ги разреши сите нејзини болки, сите нејзини страдања кои што биле настанати од самиот процес на образование во тоа време. Што значи тоа? Тоа значи дека едукацијата која што била воспоставена во системот, значи и ден денес може слободно да се каже дека традиционалниот начин на образование и во дадената култура, во културата која што постои, начинот на родителствување во семејствата придонесува за големи страдања кај генерациите, кај младите генерации. Како тоа се случува? Многу едноставно, значи самата идеја, да кажеме, во образовниот процес како настанува, кога, да кажеме, дека
И самите ние сме свесни колку е обемен часовите во училиштата. Значи, таа е една фиксирана програма каде што еден возрастен наставник го носи целокупниот притисок кој што треба значи, да го пренесе тој материјал на најдобар начин за да може детето да го разбере, да може детето да го совлада. И кога е така, значи наставникот е фокусиран цело време значи во таа насока. Да може на најдобар начин тој се фокусира кога станува збор за самиот, значи наставен процес, иако наставниците значи денеска имаат голем број на обврски и покрај тоа, значи да се целата активност ја има во насока што повеќе децата да можат на најдобар начин да ја разберат темата, значи она кој што го предава во тој час. И што значи тоа? Тоа значи дека наставникот не може да биде присутен и да сака, значи не може да биде присутен за она кој што можеби во позадина се случува кај некое дете. Во смисла на тоа, во еден момент, значи се случува кај голем број на деца се случува да му треба повеќе внимание, да не можат да го следат со особено внимание тој ден она што му се предава, или пак денеска на пример има потешки математички задачи или пак некоја посложена тема. Значи детето не може да обрне внимание на тоа нешто. Зошто? Затоа што тој ден на пример му се случила на пример во домот некоја криза, некоја расправија, нешто кое што во тој момент на детето навистина му е потребно да може да се искаже. Затоа што кога таквите работи се случуваат во семејствата, навистина децата имаат потреба да ги изразат своите чувства. Без разлика на кој начин, можеби му треба зборување, можеби му треба да се исплачи детето. Можеби детето значи има збунетост кај себе, можеби треба нештото да го разјасни. Меѓутоа, токму поради тоа, бидејќи наставникот е фокусиран на самиот начин на предавање, значи што подобро да може да му го долови тоа нешто на децата, тој не е свесен за она што позадина што се случува со другите деца, освен да кажеме дека кога децата се бучни, значи тоа може да се види дека на одредено дете несвојствено делува во самиот час, го прекинува наставниот процес со некој несоодветно однесување, тогаш навистина очигледно е нештото дека и самите наставници се свесни дека на тоа дете му треба помош. Меѓутоа, вообичаено е децата се многу паметни и тие во смисла на тоа да ги скријат своите емоции. Она што се случува, значи многу сетивки, знаат да молчат. И што се случува? Децата остануваат несретнати со своите потреби, неспознаени со своите потреби. И токму поради, значи, тој принцип, значи, ист пристап кон сите деца. И наставникот не е во состојба да може да види во позадина со голем број на деца што се случува. Значи, обично, велиме, наставниците не знаат добро да предаваат. Меѓутоа, зошто не се прашаме зошто децата не можат да го спознаат да го спознаат материјалот? Во позадина што всушност се крие? И тоа е она што го велиме свесниот пристап ги открива тие нешта. Исто така, значи децата, велиме, не е само начас, ќе речеме дома. Детето кога ќе си дојде дома, може да се случи, значи, не дај Боже, може да се случи родителите да се разделиле, може да се случи после таа кавга, или пак едноставно голем број на родители, бидејќи ние не сме свесно родителствувани, значи да не знаеме како да се сретнеме со потребите на своите деца. И значи тие работи зачестени, значи случаеви такви, само се натоложуваат кај децата. И се создаваат проблеми кај самите деца. Значи децата после во својот живот не знаат како да постапат, се повеќе се отсутни, немаат заинтересираност заради програмите, за оно што се случува на училиште, отсутни се, немаат фокус. И се прашуваме што настанува воопшто, каде е проблемот во воспитно-образовниот процес. Исто така, друг пример, значи, зошто велиме дека современиот
воспитно-образовен процес всушност представува една плодна почва за да можат голем број на страдања да се јавуваат кај децата, кога значи ние гледаме дека овој образование, овој воспитно-образовен процес е еднаков за сите. Значи исто се воспитува, исто се образува за сите. Меѓутоа кога ќе треба децата да одбираат голем број на работи, на пример да одбираат во смисла дали сака англиски, дали сака германски да учи, значи ограничени се. Децата не можат сите да си ги изразат своите потреби. И тука настанува фрустрација, тука настанува повторно нервоза. Или пак кога значи децата доколку наставникот предава одредена тема, која што пројавува интерес кај голем број на деца, или пак во одредено дете, некој дете навистина го интересира таа тема, па сака некој разговор да забележи со наставниците. Наставниците се во тој момент фрустрирани. Зошто? Затоа што и тие сакаат тоа нешто да го изразат со децата, да го искажат, меѓутоа времето значи е ограничено и често пати значи самите наставници бидејќи се фокусираат на тоа да го предадат целиот материјал, често пати знаат да речат не по нивна вина, да речат седи молчи, седи немам време, седи и слушај и така натаму. Значи тие се тие моменти кога се јавуваат одредени фрустрации кај децата. После самата Естер значи објаснува за свесното родителство дека всушност свесното родителствување и едукацијата, свесниот пристап во едукацијата представува една патека која што овозможува да можат значи возрастните да им помогнат на младите генерации да можат да си ги исцелат своите страдања и преку тоа исцелување да можат значи да ги трансформираат во раст и развој. Меѓутоа тоа е нешто кое што бара работа на себе, особено кај оние кои што треба да свесно значи тој пристап да го почнат да го работат и во самиот процес на родителствување и самиот процес на едукација. Што значи тоа? Значи на интересен начин Естер го кажува тоа нешто, таа го сваќа, значи тој пристап, значи свесниот пристап за да може да почне да се применува, прво треба да се осознае самата личност, да го најде она кој што е најдоброто во него. Човекот, значи тоа најголемо и најдобро семе кое што го има, а тек потоа да ги бара соодветните состојки кои што се потребни за најоптимален раст и развој на тоа семе да може да ги даде најдобрите плодови. И тоа е она што таа самата го барала во овој пристап. Значи за да може да го најде во другите значи држави, во другите места со цел да може да се применува и на други места, дали воопшто тоа нешто постоело. Меѓутоа, низ целата нејзина ни сите тие проекти кои што ги поминала, бидејќи таа тргнала да патува од својата 18-та година па се до 24-та година, што значи дека 6 години работела на тие проекти, низ светот, значи одела секаде. Многу тешко можела да го најде пристапот кој што бил многу близок на нејзиниот пристап. Кога патувала низ голем број на земји, значи таа се среќавала со голем број на традиционални значи во смисла на традиционални танци, на традиционални манифестации, низ тие традиционални манифестации, културни манифестации низ кои што одела ги посетувала и каде што биле предадени тие историски традиции, културни традиции, кои што навистина го почитувала тоа нешто, сметала дека и значи тоа е дел од самиот живот, значи многу било битно сето тоа да се осознае, меѓутоа не наидувала на околности во кои што се одржувала автентичниот развој кај децата.
Значи, сите едукации кои што биле воспоставени во тие постојачки образовни системи, во тие воспитни системи и во начин на кој што родителствувале сите, значи забележувала дека на преден план избивале наследените и условените фактори. Та се сеќава на моментите кога во средно образование бил доведен еден проект, донесен проект, значи како предизвик на училиште по предметот историја и каде што им било дозволено на учениците по тој предмет историја различни аспекти да одработуваат и секако се разбира се определила за значи тој аспект едукација и се сеќава како тој проект значи за едукација во рамките на историјата всушност вршела една споредба за воспитно-образовниот процес кој што бил настанат од времето на диктаторот Франко Франциско. Тој бил шпански диктатор, значи како било во тоа време воспоставено образовниот систем и за разлика од времето, значи образовниот систем во времето на кога владееле републиканците и бидејќи била многу внесена во тој проект, значи таа интервјуирала голем број на политичари, на историчари, на професори, значи сите биле познати во таа фела, меѓутоа сватила дека значи еден образовен систем бил воспоставен секогаш врз основа на мислењата и верувањата кои што владееле во самото општество, значи пред се од политичкиот систем кој што бил воспоставен во тоа само општество. И така да тоа нејзин проект бил доста познат и била поканета на една конференција на возрастни еминентни учесници кои што давале свое размислување, значи врз основа на воспоставување на едукации, на образовни приоди, аспекти во образовните институции. Меѓутоа, во сите тие излагања не наишла и тогаш Естер на пристап кој што бил многу сличен на нејзиниот пристап. Затоа што секогаш на преден план во сите тие излагања кои што биле за начини на едукација, за начини на воспоставување на образовен систем, секогаш значи основата била врз основа на наследеностите, на наследните фактори, на условеностите од самиот значи кои што постоеле во дадениот систем. И така да долго време, значи во тие 6 години Естер не наишла на некој пристап, патувајќи низ голем број на земји, низ голем број на континенти кои што биле многу сличен на нејзиниот насвесниот пристап, дури и се сложила да оди во џунглата, каде што се запознала со одредени домородни племиња, за да може да види дали, значи, како тие го практикувале, како ги воспитувале своите млади, како значи ги образувале своите млади, надевајќи се дека барем таму ќе може да најде некој систем или некој начин на воспитување кој што ја задржувале автентичноста кај децата, меѓутоа се што нашла, значи сватила дека и тие воспитувале според одредени наследни и условени шеми. И така да самата, значи во тие 6 години на испитување, на ангажирање, на анализи и извршување, кога веќе и нејзините очекувања почнале да се намалуваат, се родила на крајот една светла, да кажам, звезда во сето нејзино истражување, каде што конечно, значи, нашла сличен пристап на нејзиниот пристап. Меѓутоа за сето тоа во наредното видео, значи кога
успела конечно да стане водилка, значи да биде водич во смисла на развој на техники за свесно родителствување и за свесна едукација и образование на децата, каде што и се отвориле конечно сите патишта кон таа настока. Значи во наредното видео тоа ќе можете да го видите. Се надевам дека ова видео ви се допадна. Имајте убав ден, се гледаме.